Сакам вечерва овде од Скопје да објавам дека оваа коалиција на 11 декември, коалицијата за промени и правда, ќе победи. Граѓаните бараат промени, за законите да важат за сите подеднакво. И за да може креаторите на кризата да одговараат и да започне процес на стабилизација и на економски развој во Република Македонија. Нема да се смириме се додека нема правда. Нема да дозволиме со изборите да се покрие масовното прислушување и газаењето на основните човекови права и слободи. Нема да дозволиме со изборите да се покрие грабежот на македонскиот народ со стотици милиони евра. Зар треба мирни да седиме и да гледаме како заедно со бегалците од Пакистан заменуваат најкреативните, најспособните кадри од Република Македонија? Ветувам вечерва пред сите вас, ако ја добиеме власта, ќе се справиме со мафијата од власта која што ја изеде Република Македонија и ќе ги натераме парите да ги вратат на народот, на граѓаните. Сме за стабилизација на Република Македонија. Наши врвни приоритети се влез во Европската Унија и во НАТО. Ние сме сигурни, затоа што имаме и знаење, и искуство, и кадри. Македонија во наредните 4 години да внесеме и во Европската Унија и во НАТО. Тоа ќе го направиме заедно со народот на Република Македонија. Јас сакам да ве прашам сите вас, дали сте подготвени овој еднопартиски, овој криминален, авторитарен режим да го срушиме на 11 декември, да извојуваме голема победа. ВМРО ДПМН, раководството на ВМРО ДПМН да бидат поразени. Почитувани присутни, почитувани граѓани, сигурни сме во тоа дека оваа коалиција составена од повеќе политички субјекти, дека оваа коалиција ги сврли најдобрите можни кандидати за пратеници, кои што се честни луѓе, кои што имаат државотворни капацитети, кои што знаат и умеат како да ја водат Република Македонија напред. Затоа ве повикувам да ги поддржиме со еден громогласен аплауз. Деновиве слушам дека сакал некој да избега од избори. Им порачувам на тие што раководат со ВМРО ДПМН дека нема бегање од народот. Мора да се соочат со народот. На 11 декември морат да го признаат и да го прифатат поразот. Народот нив ќе ги порази. Тоа е од сега натаму секојдневно што ќе го зборуваме. Народот ќе ги порази. Затоа повикуваме на сите, до сите граѓани се обраќаме. Немојте да се плашите, режимот ќе падне. Слушам дека господинот Никола Груевски сакал да бега од Скопје. Не сака да се соочи со мене, не сака да се соочи со Стево Пендаровски, сакал да бега во 4-та изборна единица. Но тамо ќе го пречека Слободан Богоевски и уште полошо ќе помине. Почитувани граѓани на Република Македонија, уште еднаш ве повикувам да застанете цврсто за оваа коалиција, за коалицијата за промени и правда. Затоа што после промените ќе има и одговорност. После одговорноста ќе има стабилизација, ќе има развој на Република Македонија. Ќе ги отвориме перспективите за сите млади, за секое семејство, да може овде да создава и да твори во Република Македонија. Не се плашете,
режимот ќе падне. Да живее Република Македонија, да сте живи и здрави сите.